овој амандман се предлага со цел да бидат опфатени и вработените на Државната комисија за спречување на корупција. Што да кажам, што да образложам? Значи, пред нас имаме недоработен закон со многу номотехнички грешки и пропусти, неопфатени категории на вработени, изоставени институции, како што е во случајов со овој конкретен амандман. Но министерот еве верувал во секој збор наведен во законот, па добро би било да видиме со ред во што се верува. Член 12, министер, дали според вас е логично во определување на рокови кои течат во работни денови, бидејќи станува збор за итна постапка, роковите, барем според мене, во никој случај не би смеело да се определуваат во работни денови, чие течење нема можност да биде утврдено од страна на административниот службеник. Од друга страна, само роковите на жалбената постапка од член 12 од овој закон пред Агенцијата за администрација е определена во работни денови. И тоа сметам дека е голем пропуст. Понатаму, член 13, вработени во Агенцијата. Административните службеници кои се вработени во Агенцијата, согласно овој член, нели сметате дека имаат различна положба од останатите административни службеници поради надлежност на друг орган во жалбената постапка и сметам дека не сме административните службеници да имаат различен третман, односно да се дискриминираат. Понатаму, веќе го констатиравме во повеќе наврати нелогичноста на член 33 и член 35, бидејќи е нелогичен и неоснован предлогот во Комисијата за селекција и во Комисијата за интервју да има представник од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, бидејќи правичната застапеност се утврдува со планот и програмата на секоја институција кој што е одобрен од страна на Министерствата. Одиме понатаму. Член 74 воопшто нема основаност во исклучителната компонента од став 1, алинеја 3, додаток заради задржување на административниот службеник кога е регулирана прекувремена работа. Сметам дека ова би можело да се именува како додаток на плата за успешност. Член 76. Определбата за додаток на државните службеници и кабинетскиот службеник има определени бодови, поголеми бодови за плата, па од тие причини неосновано е да следува ваков додаток. Како овие службеници треба да се на располагање на функционерот и останатите административни службеници, постојано треба да се достапни на граѓаните, бидејќи од друга страна регулирана е прекувремената работа. Член 77, додаток заради задржување. Во став 2 утврдени се случаи кои во основ спаѓаат во работни и работни задачи, утврдени на работно место. Административниот службеник има законска обврска да биде на своето работно место и постојано да биде достапен на секретарот, односно функционерот, кој во одредени случаи мора да постапува во скратени рокови и итно. Но тоа не е основ за додаток на плата, основ би биле алинеите од 5, 6, 7, 8, 9 до 13. Значи, член 92, статусни прашања, нема основаност секое испразнето работно место за државни советници или виши соработници да се укине, бидејќи тоа работно место било утврдено, потребно и пополнето, додека став 6 и став 7 представуваат унапредување без правен основ. Ова се само дел од забелешките за кои што јас би рекла еве во што се верувате. Понатаму велите дека верувате дека реформата на јавната администрација е клучна област во преговарачката рамка, но дали министер верувате дека реформата се прави вака? Ако при изготвувањето на овие законски решенија, како што велите, имало широк консензус, зошто ви реагираат синдикатите? Денес критикуваат затоа што не биле вклучени. Ова решение
ќе ги чини 2500 денари помалку на платата од март и навистина поразително е ова што го правите, колку и да немате слух за ова што ви го говориме. Председателот на ССМ ви укажа дека тоа што го добиле вработените во 2023 година, со овој закон буквално ќе го изгубат. И за да не дојде до тоа, пратеничката група на ВМРО-ДПМН предлага 21 амандман, од кои дури 15 се замислете за техничка исправка, а 6 се суштински и 1 на предлогот ССМ. Навистина е жално на крајот мандат да туркате закони со кои не се прифатени препораките од Европската комисија. И ќе ве прашам, како сега се откажувате од онаа обврска која што ја презедовте и ја подпишавте со општиот колективен договор? Знаете ли што подпишавте? Понатаму, дали овие законски текстови го поминаа филтерот на Државната комисија за спречување на корупција, кој мора да даде препораки за непотизам и политичко влијание при регрутирањето на вработените во јавниот сектор и во назначувањето на членови на надзорот. Тоа од вас е побарано со извештајот за напредокот за 2023 година од страна на Европската комисија и тоа е она што навистина треба да ве загрижува. Новата законска рамка требаше да го подобри управувањето со човечките ресурси и навистина да направи една квалитетна реформа на јавната администрација, меѓутоа квалитетна реформа на јавната администрација се прави со широка јавна дебата и со консензус од сите засегнати страни, што во овој случај, за жал, сме далеку од таквиот начин на постапување при носење на законските решенија. Ви благодарам.